Комисијата за употреба на имења на личности даде негативно мислење за употреба на името Иван Михајлов, поднесено од Сдруженијето Културен центар Иван Михајлов од Битола. Заклучокот од седницата ќе се проследи до министерот за правда, кој треба да донесе одлука по претходно добиеното негативно мислење од комисијата. Комисијата за употреба на имења на личности смета дека именувањето на Сдруженијето Иван Михајлов е провокација за националните чувства на македонскиот народ, имајќи предвид дека се работи за личност блиска со фашистичка идеологија, кој со своето дејствување негирал посебноста на македонскиот народ, а истовремено предизвикува нетрпеливост, нетолеранција и омраза во македонското општество. Од Културниот центар Иван Михајлов со седиште во Битола се изјаснија дека не само што нема да го менуваат името на Сдруженијето, туку и дека правата ќе ги барале пред Европскиот суд за човекови права во Страсбург. Но од бугарското Сдружение Цар Борис III од Охрид поднесоа барање за промена на името, но не комплетно, велат од Централниот регистар. Што се однесува на Сдруженијето Цар Борис III, постапката се уште е во тек и Сдруженијето до денес нема одговорено по известувањето од Централниот регистар. По завршување на постапката пред Централниот регистар ќе се достави известување до Министерството за правда. На одлуките донесени од Централниот регистар согласно закон е дозволена жалба. Наспроти официјалниот став од Централниот регистар на Facebook страната на организацијата Фондација Македонија, повикувајќи се на изјава која председателот на Сдруженијето Томе Блажевски ја дал за известен портал, тврдат дека од Цар Борис не поднеле барање за промена на името на Сдруженијето. Во врска со ова се обидовме да стапиме во контакт со Блажевски, но безуспешно. Случајно или не, телефоните на добар дел од членовите на Цар Борис III денеска беа исклучени. Но новоосвестен бугарин кој сакаше да остане анонимен, а е познат на нашата редакција, вели дека во меѓувреме во Сдруженијето имало смена на лица кои претходно биле поставени на одредени одговорни позиции и дека преку ноќ за секретар бил поставен Христијан Пендиков, кој сега ужива лагоден живот во Бугарија под закрила на тамошните власти по инцидентот со тепачката, случај кој влегува во Европскиот парламент, односно во извештајот на Европската комисија. Што се случува со Сдруженијето не знаеме, ниту ние не успеавме да стапиме во контакт со Блажевски, бидејќи целосно не изолира, а сакавме да знаеме дали ќе има промена на името на Сдруженијето, вели нашиот соговорник, кој како што вели од за него непознати причини, одредени членови се држат на страна од Сдруженијето, каде сега фигурираат нови лица.